Što maka more Jovane, teška maka, srce kriješ. Маргица Антевска на македонската музичка јавност е позната повеќе од 40 години. Настапувала на бројни фестивали уште во бивша Југославија, подоцна и во Македонија и освојувала бројни награди. Во тоа време не било лесно да бидеш забележан, што е особена гордост за кумановската музичерка која со задоволство се сеќава на својот успех. На естрадата сум 40 години и пред 2 години, односно 2011, си направив еден концерт во Куманово. Всушност ми овозможи општината наша, градоначалникот и градот, да направам еден убав концерт, така да си го обележам тој јубилеј. Јас сум презадоволна. 40 години да обстојуваш така малку поскромно, кој што би рекле луѓето, меѓутоа сега во, како да кажем, ја прошетав целата бивша Југославија, во Белград повеќе обстојував, потоа се заврте во Македонија на нашите фестивали, имам успеси, имам награди, да скратиме. Мене ми е мило, се тоа што сум го оставила за себе, направив една касета, направив едно DVD од концертот, се тоа ми е драго и ми причинува задоволство. Во куќата на семејството Антевски секогаш е весело. Покрај неа со музика се занимаваат и незиниот син Марко и ќерката Милена. И двајцата завршиле музичка академија, а воедно и членуваат во група со која настапуваат на разни забави. Јас работам во музичкото училиште веќе 6 години. Има талентирани ученици, имам неколку награди со нив во Скопје на меѓународни и на државни надпревари. Со уште еден мој другар од музичко свириме заедно во кумановските локални кафулиња. Завршив факултет за музичка уметност во Скопје. Предавав во училиште, сега моментално работам во детската градинка Ангел Шајче како педагог по музичко. Јас како вокал и уште 5 члена, меѓу кои и брат ми Марко, значи настапуваме на разни забави, разни манифестации во град Куманово и вон градот. Групата, како што кажа, се века Бисери. Чувството е супер, значи нешто што не исполнува. Маргица вели дека таа не била потик незините деца да ја развијат љубовта кон музиката, но горда е што и двајцата се успешни во своите кариери. Веројатно како што јас сум наследила од моите родители, сум ја наследила љубовта кон музиката. Мама и тато пеа во градскиот хор во Куманово. Меѓу другото, тато и работеше, меѓутоа се занимаваа со таа уметничка работа. Така и тие. Марко и Милена и се познати на кумановската јавност преку самостојните концерти што ги одржаа за љубителите на музиката. Младите музичари за сега нема да ги видиме на некој од фестивалите, но не е исклучена можноста за изработка на заедничка песна и настап во дует. Ке ни мине, ајде да наздравиме.